Почитам председателя, почитувани колеги пратеници. Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец април 2026 година изнесува 68.797 денари. Споредена со вредноста на синдикалната минимална кошница за месец март изнесува 67.818 денари и е зголемена скоро за 1000 денари за еден месец. Зголемувањето на вредноста на синдикалната минимална кошница за 4 месеци јануари, февруари, март и април изнесува речиси 33.500 денари. Трошоците повторно забрзуваат наместо да се стабилизираат. Април донесе еден од поголемите месечни скокови, што потврдува дека трендот на поскапување не само што продолжува, туку и се засилува. Ова поскапување се однесува токму на прехранбените производи. Најголем трошок за едно домаќинство е токму храната. Просечен работник троши над 2/3 од својата плата токму за храна. Или, поточно, најголемиот дел од парите одат на основна исхрана – леб, месо, млечни производи. Што значи дека растот на цените директно го погодува секојдневниот живот на граѓаните. Во развиени земји за храна се одделуваат 10 до 20% од вкупниот приход на едно семејство. Додека во Македонија се одделуваат 30 до 70% зависно од приходите на семејството. Ова е класичен знак дека имаме низок животен стандард и високи цени на основните производи за живот. Затоа, ние како пратеничка група предлагаме изменување и дополнување во Законот за данок на додадена вредност. Предлогот на законот содржи 3 члена. Член 1 се брише точката во членот 30, каде основните производи за човечка исхрана се ослободуваат од повластената даночна стапка од 5%. Со член 2 се воведува нов член 30г, со кој се уредува дека основните производи за човечка исхрана се ослободуваат од плаќање на данок на додадена вредност врз прометот и увозот и дека владата ќе ги определува публичките добра и услуги кои спаѓаат во оваа категорија. Со член 3 е утврдено влегувањето во сила на овој закон. Со измената на овој законско решение ќе се постигнат повеќе аспекти во справување со ценовните шокови, како што се поевтина храна за сите, помош за посиромашните граѓани, намалување на инфлацијата и позитивно влијание на потрошувачката кошница. Со предлог законот за дополнување и изменување на законот за данок на додадена вредност се зголемува стандардот на граѓаните и им се овозможува поголема потрошувачка најранливата категорија на граѓани. За спроведување на предлог на закон за изменување и дополнување на законот за додадена вредност не е потребно обезбедување на финансиски средства и согласно со членот 175 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија од причина што не се работи за обумен закон, предлагаме предлогот на законот за изменување и дополнување на законот за данок на додадена вредност Собранието да расправа по скратена постапка. И благодарам. Јас ви благодарам.